И еден човек да излезе утре на протестот, јас ќе бидам вториот, а веројатно ќе бидеме многу повеќе, порача првиот синдикалец Слободан Трендафилов во пресрет на утрешниот протест во Скопје за повисоки плати и подобар работнички стандард. Според податоците на Управата за јавни приходи, 160.000 работници имаат плата од 31.200 денари или под прагот на сиромаштијата, вели Трендафилов. Колку ќе видат од вас на улица, на толку ќе дадат зголемување на платите. Доколку излезат 20.000, работите ќе се менуваат. Доколку излезат повеќе, работите уште побрзо ќе се менуваат. Охрабрува тоа што огромен број на работници се пријавија на организираниот превоз, ако работниците не се охрабрат и не се окрупнат, затоа што овие веќе не се ни срамат, држат заеднички пресконференции против работничките плати, тогаш работниците веројатно во наредниот период повторно ќе слушаат дека некој зборува за политика и дека работниците во Македонија добро живеат. Од ВМРО ДПМН утринава на пресконференција обвинија дека протестот формално е организиран од ССМ, но логистички и технички од страна на опозицијската СДСМ. Оттаму обвинуваат дека одговорен за организацијата на логистиката бил член на СДСМ од Куманово, а прикажаа и фотографии со истакнати членови на партијата во Куманово. На фотографијата го гледаме Оливер Трајковски, кој е сликан со кандидатот за градоначалник на Куманово од СДС Оливер Илиевски и носителот на листата Атина Мургашанска за локалните избори 2021 година. Од СДС и ССМ веќе не се ни кријат за соработката која имаат со една единствена цел. А таа цел не е барање за зголемување на платите, туку целта им е да наштетат на владата. Почетокот на утрешниот протест е најавен од 12 часот и 5 минути и ќе стартува пред просториите на синдикатот, продолжува до собранието и ќе заврши пред владата. Главното барање е минимална плата од 600 евра.